е град кој околу 2500 години живее без прекин. Град каде нема место што ќе го одминете. Македонскиот бисер, балканскиот Ерусалим. Град со црква за секој ден. Точно 365 цркви. Во Охрид нема човек што ако не купил бар не ги допрел убавите оригинални охридски бисери. Во чаршијата на патот кон Канео е работилницата на охридската фамилија Филеви. Оваа фамилија и другата, Талеви, се единствените произведувачи на оригинални охридски бисери. Во работилницата уште од дете, низ рацете на Михајло Филев се раѓала љубовта кон магијата кон бисерот. Накит неодолив за женското око. Белиот накит почнал да се произведува во 20-тите години на минатиот век. Занаетот го почнал по стариот, дедото, Михајло Филев. Тој од русинот Јово Субановиќ ја научил тајната за моќта на охридската риба плашица, ендемски вид, кој го има само на 3 места во светот, а извор за производство на бисерот. Тајната не ни ја раскажа ниту нас. Сосема ни раскажа онолку колку што треба да се знае, а понатака може да се воодушевуваме на производот. Се работи во 20-тите години на минатиот век. Во тој период, значи во Охрид никој не знаел значи за бисерот, како се произведува, што е бисер охридски. И многу е заслужен еден човек кој доаѓа сосема судбински во Македонија, поточно во Охрид. Тоа е рускиот емигрант од Бајкалското езеро, значи мајсторот кој го произведува во Бајкало, значи бисерот. Тој доаѓа баш во Охрид и судбински, кој што спомнав, во тоа време мојот прадедо има ресторан, е собственик на угостителски објект. Тој е кај Чинарот, значи сите го знаат во Охрид, сега е денешен објект Ориент се вика, али тогаш Македонија била во српското време се викала Велика Србија. Во секој случај така, значи бисерот опстал низ многу историски периоди во кои се затекнала и Македонија, така да во тој период мојот прадедо се запознава со тој човек кој се викал Јово Субановиќ од Бајкалското езеро, кој и тој не знаел во Охрид дека има можност да се изработува охридски бисер. Па така поради блиското пријателство што се родиле помеѓу двајцата и со самиот факт тој здогледал таа риба плашица која е посебна, значи за изработка на охридски бисер и тој пионерски, значи тука почнал да ја изработува. И така како тајна, пошто тоа се работи за тајна, му ја предал на мојот прадедо, кој односно ја предава од колено на колено, значи на мојот дедо, на мојот татко и ево до денешно време ја преземам јас како најмлад мајстор. И тука треба да спомнам исто така дека тој Јован Субановиќ бил близок и со семејството Талеви, тоа е уште едно семејство кое го изработува исто така охридскиот бисер. Значи како семејна тајна и семејна традиција останува охридскиот бисер да се негува во две семејства, тоа се семејството Филеви и Талеви кои успешно го чуваме до ден денес. Значи тоа е посебна патентирана формула која ниту сме ја продале, ниту ќе ја продадеме, значи ќе ја одржуваме и тоа е еден момент кој е битен и за Република Македонија, значи тој е бренд прераснат за Република Македонија, препознат и символ кој што спомнавме насекаде низ светот. Тајната останува само во фамилијата. Супругите помагаат, но не ја знаат. Она што треба да се знае, го знаеле. Само родените Филеви. Се работи од рибата плашица. Тоа е ендемска форма, ендемски вид кој живее во Охридското езеро, Бајкалското езеро и езерото Танганика. Значи тоа се трите природни, многу геоморфолошки стари езера кои потекнува, значи можда 2 до 3 милиарди години, така да таа плашица обстанала. За нас е битно рибните крдушки, значи сјајот на рибните крдушки. Таа формула е за издвојување на рибна емулзија од рибните крдушки. Во тоа е технологијата. И кога ќе се извади таа течност од тие крдушки, тој према служи за премачкување на перлите, кои исто така потекнуваат од една природна материја, тоа е школка острига. Значи ние имаме дупло природен, да речам, експонат кој се прави, значи половина од школка, која исто ја создала природата, а на школката се премачкува рибната емулзија од крдушките на рибата плашица. Значи тоа е
тајната, односно технологијата за изработка. Ние откривте или Така. ова е само... Па делумно, мора све рачено се види. Значи, секоја етапа во изработката е тајна на свој начин. Све е временски, значи да одредено тоа во кое време да се направи, како да се направи, колку да одлежи, све е тоа рутина. Тоа е тајна. Така, готово. По приказната за бисерите заминавме по брегот на Охридското езеро кон манастирот Свети Наум. Пред влезот на манастирот ве пречекува прекрасен мозаик. На него е представена приказната за Свети Наум и мечката. Едно време, кога орачите работеле во манастирот, си урале ниви. Тогаш им дошла мечка и мизела еден од орачките волови. Сиромавиот орач дошол кај игуменот Наум, му се пожалил, а отецот му рекол: оди на нивата, има кој да го потполни празното место на плугот. Кога се вратил, орачот имал што да види. Мечката и волот заедно орале. Ова чудо се прераскажува со векови. Во манастирот ве воодушевува тишината. Само по некој турист малку ќе ја наруши со звукот на чевлите негови, кога влегува во црквата. Пред иконата свеќи, секој овде бара прошка и молба до светецот за среќа. Манастирската црква била подигната од Свети Наум во 900 година, во чест на светите архангели. Според едно од житијата, предобниот Наум, откако завршил со неговата 7-годишна школа, во првиот словенски универзитет на Балканот, од славната Охридска книжевна школа се повлекол во манастирот. Тука ги поминал последните 10 години од животот. Тој починал во 910 година со највисок монашки чин. Секаде е насликан како монах. Натрешноста на црквата ве остава без див. Од Охридско-Кичевската епархија не дозволија внатре да снимаме, но внатрешниот мир не може да се опише со зборови. Сликата би била само бледа копија на вистинската убавина, кој секој треба да замине во овој манастир и на неколку часа да го осети мирот на црквата. Под манастирот се изворите на реката Црндрим. Реката оттука се влива во Охридското езеро. Ова е најчистата вода. Од сите страни, од самата земја, извира вода. Димитар Арнаудов ни понуди да пловиме по изворите со чамец. На самиот почеток ја чувствувате разликата и на чистината и свежината на воздухот. Од само неколку метри каде претходно стоевме. Овдека имате приказна за секоја тревка или птица. Почнува од овдека, само поминува низ Охридското езеро и кај Струга излегува како нормална река. Потоа оди западниот дел на Македонија, влегува во Албанија и оттаму во Јадранско море продолжува. Интересно е тој природен феномен, така да оваа вода која истекува во езерото не се меша со водата во езерото, него директно продолжува по самото дно до Струга. Тоа е заради концентрацијата на калциум во оваа вода, калциум карбонат, и ја прави потешка оваа вода, него водата во Охридското езеро. Црни Дрим извира од ова место, целата оваа област овдека, на секаде се извори. Значи целото тло долу, целото дно на овие извори, уствари, на секаде се извори. Ќе ги видите на неколку места, само каде што се поизразити и каде што може да ги видиме со голо око.
Такви се 15 кои доаѓаат од страна, значи извираат негде 10-15 метра во самата шума и само слегуваат надолу. А имаме 30 кои се подводни извори. Тие се полни со калциум карбонат. Тука водата е питка и навистина вкусот е поразличен од водата што секој ден ја пиеме. Оваа вода е многу побогата со калциум. На купното надзира црквата Свети Богородица. Од нејзе има многу извори со вода. Некои биле во форма на крст, па тука во таа чест мештаните изградиле црква. Од сите страни извори, богата флора и фауна. Ова место не е допрено од човечка рака. Може да се плови само со чамет со весла. Не смее да се чисти. Ако падне дрво, тоа останува тука. Не смее да се тргне. Ние ги нарекуваме евла, дрво евла. Тоа е од фамилијата на тополи, да кажам. Гледате каква црвена боја има самата кора. Нашите стари прабаби ја користеле кората од овие дрва и ги фарбале јамболиите и чергите во црвена боја. Значи на чисто природен начин да добијат црвена боја. Ги вриеле заедно со јамболијата и кората од ова дрво. Интересна е поврзаноста на Охридското езеро со Преспанското езеро преку овие извори. Може да ни раскаже? Значи, Преспанското езеро се наоѓа на повисока надморска висина од Охридското езеро со 160 метри. Оттаму, целата вода која понира, излегува под планината, го зема тој калциум, затоа што ова е варовничка планина. Го зема варовникот, калциумот и овдека излегува како нормален извор, полн со калциум карбонат. Тие извори кои ги видовме таму подводни, ќе ги видиме и на крајот исто, тие се полни со калциум карбонат. А изворите кои доаѓаат од страна, значи извираат 10-15 метра во шумата и слегуваат само долу, тие извори се од самиот снег и дожд од планината, кој се цеди, значи се топи снегот, се цеди и овдека излегува како нормален извор исто. Тие се два типа на извори кои ја сочинуваат целата ова вода. Сакат да пробат, не му даваме гаранција повеќе од 20 секунди. Заради самата температура која е доста ладна и ствара притисок на самите гради, значи не дава да диши човек. Така да опасно е, во секој случај е опасно, не може секој да издржи. Само да се гледа. Да. Природата и водата во овој крај велат дека била најубава. Најпосетени места се Љубаништа и Трпеица. Места со многу викенд куќи, соби за издавање. Веќе сезоната полека завршува, но туристи има. Овие туристи само што заминаа на прошетка. Прашавме каде што има да се види тука. Или заминаа можеби на некој од дивите плажи.
свој дел, не само по плажите, има многу и стара историја. Тука се верува дека се првите цркви од рано христијанството. На бреговите, по дрвјата, се кријат пештирските цркви, цркви каде монасите половеле и останувале да живеат. Освен со чамец, на друг начин не може да се стигне до црквите. Пред пештирските цркви е местото Заум. Нашиот домаќин Зоран Рилковски не донесе до црквата. Вели дека старите охриѓани ја одржуваат. Се ќе направеле само да се обнови ова место. Зоран ни раскажа многу убава приказна за местото Заум и неговото име. Се наоѓаме на локалитетот на црквата Света Богородица Заумска. Таа датира негде од крајот на 13-тиот, почеток на 14-тиот век. Има една легенда, омилена кај охриѓани, за незинот постанок, дека една богата чорбаџиска ќерка тргнала да оди со чун за Свети Наум и иако и укажувале дека ќе биде големо невреме и дека ќе биде немирно езерото, таа сепак тргнала. И точно овде на местоство над Трпејца ја фатило големо невреме и езерото ја фрлило овдека на овај брег, да го наречам, местово, и дека таа се заколнала дека ако се спаси, дека остане жива, ќе го натера татко и да изгради тука една црква. И од тој период датира ова една црква, ова црква датира од тој период, се наоѓа на ова прекрасно место и се слави на тој ден на 9 септември, мислам дека беше, она летна Богородица што ја викаме, Заумска. Значи Заум за попаметен да бидеш. Да, зато за ум, некако зато и се вика дека за ум, дека било дека сега овдека Вие сте охриѓанец, а веќе само иницијативно кажувате дека сте донеле. Да, учествувавме во изградбата на мостот. Овај иконостас сега е донесен од црквата Свети Јован Канео, пошто таму добија нов со донација и црковните власти ни дозволија да го пренесеме тој стариот иконостас од Свети Јован Канео овде. Порано функционирали овие конациве што ги гледате ваму десно, но после некој пожар таму веќе престанале да имат овде активност. Горди ли сте на Заумскиот манастир? Како не, и овде сум јас меѓу таа екипа на луѓе што често доаѓаме и го посетуваме. Тука само почна авантурата. По овие цркви, местата до каде се стигнува само по вода. Зацкриена позади високите дрвја е некогашната црква Свети Никола. Пештарска црква. Тука, високо на карпите, се нацртани ликови на светци, вековни камења, на храм од рано христијанството. За денот на Свети Никола доаѓаат верниците. Местото многу го почитуваат. Се палат свеќи, се носат икони, посветени на светецот. Но во овие карпи има уште многу приказни. Многу цркви не се откриени. Охрид живее со векови и ќе живее. Убавината на езерото, есенското сонце ви дава поубава слика од онаа преку жешкото лето. Тука во последните денови на летото можете да поминате пријатни мигови со мирното езеро и пријатните крици и летот на птиците.